Добар ден од студиото на Слободен печат. Јас ќе ве водам низ економските вести. Минатата недела помина во знак на финансиска писменост. Со мене мој гостин е Дарко Саздов, член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансиско пенсиско осигурување, позната како МАПАС. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре ве најдов и благодарам многу на поканата. Вие во текот на минатата година, како и секогаш, учествувавте во неделата на финансиска писменост, бевте на факултетот, бевте со учениците во училиштата. Каков впечаток стекнавте? Колку нашата младина е финансиски писмена? Вака сега, значи, оваа активност ние ја спроведуваме со координацијското тело на финансиски регулатори. Таму се членови нашата Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС, Народната банка, Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањето и Комисијата за хартија од вредност. И преку тоа тело се оцени дека потребата од спроведување на вакви активности, како за младите, така и за јавноста, е многу потребно за да се подигне свесноста за финансиска едукација и финансиска инклузија помеѓу јавноста, посебно да почнеме и со помладата генерации на нашата држава. Овие активности посебно ги спроведуваме во месец ноември, каде што во последната недела на ноември секоја финансиска регулатор спроведува свои индивидуални активности. Целта е преку активностите на секој финансиски регулатор во своите финансиски сектори да придонесеме за финансиска стабилност на целата држава. Поради тоа и финансиската стабилност на пензискиот систем предизвикува финансиска стабилност и на државата. Од тој аспект, тие финансиски едноставно часови што ги спроведуваме како во средните училишта, така и на факултетите, оваа година ги спроведовме и со општините. За прв пат ги вклучивме и општините, каде што видовме дека потребата од вакви средби е од големо значење. Произлегува и во средбите со младите, така и со така наречено и со моменталните членови, што се веќе корисници, што се веќе членови во пензиските фондови, има доста прашања што преку ваквите средби ги одговаравме и едноставно тие што не знаеа ги запознаваме, а тие што малку барем знаеа се потсетија кои активности треба да ги знаат за да бидат едноставно повеќе информирани, посебно за пензиското осигурување. Знаете, пензиското осигурување е сложен финансиски производ. Опфаќа голем прак, едноставно долгорочен инструмент. Се започнува уште со првото вработување и трае тоа штедење се до исполнување на условите за пензија. Веќе во нашиот пензиски систем на капитално финансирано пензиско осигурување веќе имаме членови над 630 членови и тие своите средства 630.000 членови во капитално финансирано пензиско осигурување и нивните средства се инвестираат од страна на пензиските друштва кои се лиценцирани од страна на агенцијата. Веќе во системот имаме негде 2,6 милиарди евра, кој е исто така голем износ, што е негде околу 16% од бруто домашниот производ на државата. Потоа, производот се разбира актуелен поради тоа што опфаќа, како што кажав, голем број на членови кои се веќе во однос на работоспособното население, негде 80% се членови на капитално финансирано пензиско осигурување. Веќе имаме и конкуренција во капитално финансирано пензиско осигурување, ако претходно имавме 2 пензиски друштва, веќе имаме 4, односно 3 кои се занимаваат и со задолжително и со доброволно пензиско осигурување и четвртата која е понова, која има само доброволно пензиско осигурување. Сега конкуренцијата помеѓу нив е
придонесува за подобрување на услугите кои се даваат према членовите. Вообичаени ризици во системот ги разгледуваме како агенција. Агенцијата е секако една од факторите за стабилност на капитално финансирано пензиско осигурување, поради тоа што ги спроведува и супервизијата и регулативата на капитално финансирано пензиско осигурување и е формирана со цел заштита на интересите на членовите на капитално финансирано пензиско осигурување. Од тој аспект, сите овие информации ги споделуваме и со младите и со актуелно моменталните членови во капитално финансирано пензиско осигурување. Има доста теми кои ги опфаќа оваа едукација. Значи, во периодов сме во период на акумулација на средства на капитално финансирано пензиско осигурување, поради тоа што во две фази, ако го разгледуваме системот на капитално, се работи во две фази. Период на акумулација, кога се уплаќаат придонесите, истите се инвестираат согласно регулатива, и периодот на деакумулација, кога ќе почнати да се поголемите износи. Се уште сме во фаза на комотна ситуација, поради тоа што просечен член во нашиот систем на капитално финансирано пензиско осигурување е негде од 37 до 40 годишна возраст, па согласно моменталните законска регулатива за 62 и 64 годишна возраст, имаме некој период уште 20 години на просечен член каде можат тие средства и да се инвестираат и да се оплодуваат во значаен износ во интерес на членовите на капитално финансирано пензиско осигурување. Имате ли чувство дека ова кога го зборувате им е јасно на учениците, на средношколците, па и на студентите? Дали ве потпрашуваат што најмногу сакаат да знаат? Па, бидејќи е тема која едноставно кај младите, ама еве и кај моментално членовите кои се вработени млади, некако чувствуваме дека има бариера кога ќе се спомне за пензија. Се име други финансиски производи им се поблиски, бидејќи се пократкорочни. А кога се работи за пензија, некако сите имаат бариера и неќе да разговараат на таа тема, но преку начинот на кој разговараме и ги презентираме нашата состојба, им станува многу поинтересна поради тоа што овие средства се работи за индивидуална собственост на членовите на капитално финансирано пензиско осигурување и тие средства се инвестираат. Посебно им е интересно. Тука ќе ве потпрашам нешто. Кога велите тие средства се индивидуални, има многу велат разни напади финансиски во моментот се актуелни. Дали некој може да чепне во нивните средства? Дали колку е загарантирана сигурноста на нивните средства? И дали оној придонес од 6% оди баш на таа сметка? Имавме во минатото и такви проблеми со префрлање на пари. Така. Токму и тоа е дел од една од темите за кои разговараме и го презентираме на ваквиве контакти. Многу се работи на тоа управување со тие средства. Знаете, капитално финансирано пензиско осигурување е систем во кој се вклучени голем број на институции кои прават едноставно се надополнуваат во системот. Што тоа значи? Собственици на пензискиот фонд се членовите. Значи, тие се собственици на пензискиот фонд. Но средствата ги управува пензиско друштво. И тоа пензиско друштво само ги управува средствата на членовите. Односно, она што го плаќаат членовите од бруто платата, моментално согласно законската регулатива, 6% од бруто платата се уплаќа во пензискиот фонд. Но средствата на членовите на пензиските фондови се наоѓаат кај деловните банки. Тоа се банки чувари на имот кои се одговорни преку нив да се тргуваат хартиите од вредност. Значи, друштвото само тргува и наоѓа инструменти за купување и продавање, средствата се наоѓаат кај деловните банки, но тие се одвоени од средствата на самата банка, бидејќи и во случај на стечај и ликвидација,
тие средства не паѓаат во таа маса на ниту така што тие средства се заштитени. Не паѓаат ниту во ликвидациона, ни во стечајна маса. Дополнително, хартиите од вредност кои се тргуваат што се дел од портфолиото на пензиските фондови се наоѓаат во депозитарите на државата, а во странство кај клиничките куќи или супчуварите на имот. Така што од неколку аспекти тоа управување. Од друга страна, постојат високи критериуми по кои може некој да биде управувач со средства на пензиските фондови. Има критериуми високи за кој може да биде банка чувар на имот, деловната банка мора да исполнува одредени услови. Така исто и за супчуварите во странство, каде што хартиите од вредност што се во странски хартии од вредност, исто така се кај супчувари кои се со висок меѓународен рейтинг. Од тој аспект, сите овие институции, како што рековте, се изложени на ризик од како би го нарекле, од сајбер безбедност, бидејќи се работи за голем број на податоци. Значи, ако имате предвид дека се работи за негде околу 650.000 членови и за износи од над 2,6 милиарди евра, постои голем интерес од напади што се под ризик. Но критериумите што ги бараме за воспоставување на добро управување, за поседување пензиски фонд, за лиценцирање на пензиско друштво, се високи критериумите. Од друга страна, сопственици на пензиските друштва се домашен и странски капитал кои се јаки финансиски институции кои исто нивното ноу-хау во однос на заштита на податоци и заштита на безбедноста на податоците е исто така на високо ниво и дури од мајките компании се овие барања потребни за да бидат исполнети како критериуми за да постои едно пензиско друштво. Така што управувањето, односно governance е на едно повисоко ниво, затоа и одредени критериуми регулативата што ги бара, интерно поставени критериуми, бидејќи кај сајбер безбедноста тие можности многу брзо се развиваат во однос на тоа како ние можеме да реагираме, но поставени се стандарди кои како за секоја финансиска институција, така и за пензиското осигурување ги следиме и ги гледаме да бидат исполнети. Во рамките на финансиската писменост, сега ќе ве прашам не како експерт од МАПАС, туку како човек што има надпросечна финансиска писменост, пошто тоа ви е работа и занимање. И сега, многу млади, а особено па и повозрастна популација, да кажам, наседнуваат на разни трикови, поставени замки од тие кои што се успеваат да и се наметнат на таа сајбер безбедност во разни домени, па и од Народната банка имаше денове предупредување, внимавајте, има разни лажни профили, па и луѓе кои што успеваат да измамат пари. Како да се подигне тоа ниво на финансиска писменост, како да се па и младите, како сметате да се води битка против овие сајбер измамувачи? И обични измамувачи, не се одека и со многу помалку, не е. Апсолутно. Ситни измамувачи. Сите сме изложени на било какви секојдневни, веројатно. Интересот на тие што има таков интерес, си имаат свој интерес да го спроведуваат. Но наше, како, еве и тоа што го разговараме и ние како координацијско тело, е многу важно да работиме на транспарентност и на информирање на нашата јавност. Постојат голем број моментално и алатки и механизми самите членови да си ги следат моменталната состојба на нивните индивидуални сметки. Значи, како ќе се заштитиме? Само ако ги следиме транспарентно и се информираме навремено за сите информации.
Значи сега има и доста алатки да знаете и каде сте, во кој пензиски фонд. Има алатка да следите на дневна основа колку имате средства. Моментално пензиските друштва имаат и апликации и од подамна имаат лични сметки кои се следат на кои се јавно, кои им се достапни на лична сметка на веб страните на нивните друштва, каде што членот може да се информира во моментот кога својот работодавач му уплатил придонес и да биде информиран дали во текот на годината има секој месец уплата и истовремено да си пресмета дали тој износ што му легнал е 6% од договорениот износ од бруто платата со кој се договорил со работодавачот. Значи, вака ќе се заштитиме само со транспарентно информирање, навремено и едноставно само дополнително мал ангажман од секој поединец за да си ја следи финансиската состојба. Кај банкарскиот сектор е многу полесно. Трансакцијската сметка многу полесно следите и тука многу полесно, побрзо може да видите дали некој злоупотребува податоци, бидејќи гледате, ги трошите средствата секојдневно и може да приметите дали ви се намалуваат или се зголемуваат од плата. Кај пензиското осигурување ова се случува еднаш месечно, но и тоа може да придонесе за едноставно заштита на секој поединец, едноставно да се информира за својата лична сметка. Так. Сепак ќе оставиме на секој индивидуално да подигнеме свеста кај секој индивидуално за своите лични средства. Господин Саздов, ви благодарам за ова интервју, а ние продолжуваме со нашата програма. Благодарам.